Матичните лекари се уште не знаат дека треба да ги запишуваат броевите на личните карти на рецептите на граѓаните. Лилија Чолакова, председател на Сдруженијето на приватни лекари, вели дека такви известувања од Фондот за здравствено осигурување не пристигнало. Па нејасно е како засега се врши контрола за тоа кој го подигнува лекот, како што најавија од Фондот за здравствено осигурување. Ние до сега немаме добиено нова наредба, некоја да пишуваме број на лична карта или не знам што. Не гледам зошто хартијата се уште е во игра. Ние немаме у моментов никаква обврска. За сега кај нас нема никаква промена. Чолакова вели дека дел од пациентите не сакаат да прикажат лична карта кај лекарот, а и ним не им е пријатно да им бараат на пациентите што ги лекуваат со децении да се легитимираат како во полиција. Реагираат зошто да носат лични карти, зошто пасоши, има многу пациенти со истечени лични карти, пасоши исто така кои што не шетаат, луѓе кои што не движат надвор од државата, има исто така луѓе кои што не сакаат да ги дадат своите лични карти, нели за некој внуче или дете да подигне терапија. Така да мислам, од немајки проблем си направивме проблем околу сето тоа што се донесе измена. Мислам дека навистина немаше воопшто потреба било нешто да се чепка во овој дел. Немам што јас на некој лична карта или да не сме полиција, па ние да му правиме идентификација. Граѓаните што ги пресретнавме се со поделени мислења. Дел велат дека мерката е добра, оти и на 20 во месецот ќе можат да земат лек на рецепт. Но дел се збунети и не сваќаат зошто им е потребна лична идентификација на фармацевтите. Ова е срамота, малтретирање за луѓето е ова. Нема зашто лична карта кога си има матичен број, све си има кај матичниот доктор. Сите лекарства што требаше да ги земам до 5 или до 10, сега ќе ги имам цел месец. Ќе видиме како ќе оди, дали ќе оди така. Здравствените власти гарантираат дека во текот на целиот месец ќе има лекови за сите на рецепт. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев на последниот брифинг со новинарите најави дека во следната фаза од проектот во секоја аптека која има соработка со ФЗО ќе има и така наречени скенери на лични карти кои чинат по 300 евра. Фармацевтите за овие новини се уште не знаат, а постои проблем, бидејќи нема гаранција оти личните податоци на граѓаните ќе бидат целосно заштитени.